Добар ден на сите, моето име е Александра Милушевска. Насловот на денешната наставна единица се однесува на техника на изработка на забна кошулка со примена на техниката извлекување на пластична адапта фолија. Оваа наставна единица е направена со техничка подршка на професорката Жана Чингоска и забен техничар Маја Филиповски, која воедно и сними видеоматеријал кој што ќе биде прикачен на презентацијата и во кој ќе можете практично да видите целата процедура на техника на адаптирање на пластична адапта фолија. Методот на изработка на кошулка со извлекување на пластична адапта фолија е еден од 4 можни начини или методи преку кои што може да изработиме кошулка. Адапта системот е систем кој што представува комплет од неколку работи. Во својот состав содржи адапта фолија, тоа е тенка со дебелина од 0,1 мм, која што служи за обезбедување на меѓупростор, содржи дебела фолија со дебелина од 0,6 мм, која што служи за изработка на самата кошулка. Неопходен ни е држач за самата фолија, тоа е кружна штипалка, како и калап или сат во кој што се вметнува самото забно трупче и се формира кошулката. На самата слика ни се представени сите делови кои што ни се потребни при изработка на кошулка со извлекување на пластична адапта фолија. Работен модел, изворна топлина, сат со пластелин, ова е држач за фолија, адапта фолија, средство за изолација, дистанционен лак. Доколку користиме дистанционен лак, тогаш тенката фолија со дебелина од 0,1 мм не ја користиме, бидејќи меѓупросторот ни го обезбедува дистанциониот лак. Методот на изработка на кошулка со извлекување на пластична фолија или адапта систем, како и сите останати други техники, има свои предности и недостатоци. Сепак би навела дека овој систем има многу повеќе предности отколку недостатоци. Па би ги навеле следните. Велиме дека кошулката ќе има рамномерна дебелина, интимно ќе налегнува на забното трупче, таа е многу подцврста во споредба со восочната и на тој начин многу е полесно да манипулирате со истата. При вложување и лење пластиката гори без никаков остаток и релативно брзо се изработува. Она што се смета како недостаток на овој метод на изработка е тоа што за да изработите кошулката со ваков метод потребен ни е комплет за адапта и потребен ни е работен модел со подвижни забни трупчиња. Во комплетот на адапта системот спаѓаат неколку различни видови на пластични фолии, па имаме тенка фолија со дебелина од 0,1 мм која што служи за обезбедување на меѓупростор. Овој меѓупростор во суштина ни е потребен за цементниот слој и се употребува како замена за дистанционен лак. Доколку на забното трупче претходно сте нанеле дистанционен лак, тогаш не применувате тенка фолија со 0,1 мм. Покрај оваа фолија има и дебела фолија со дебелина од 0,6 мм која што служи за изработка на кошулката при моделација на едноделно леани коронки и за изработка на внатрешната телескоп коронка. Дебелата фолија доаѓа во неколку видови. Таа може да биде матна, односно непрозирна, и може да биде прозирна. Битно е каков тип на фолија ќе користите, бидејќи подготовката на фолијата пред фазата на вметнување на забното трупче низ истата е различна. Тоа што значи, ако загреваме матна фолија, таа треба да стане прозирна и сјајна, доколку загреваме прозирна фолија, тогаш таа ќе треба да стане матна и сјајна. И велиме дека имаме тврди и меки фолии. Изработката на кошулка со извлекување на пластична фолија или примена на адапта систем може да ја разгледаме низ неколку фази. Првата фаза подразбира подготовка на приборот за работа, втората фаза подготовка на подвижното забно трупче, третата фаза поставување на пластичната фолија во држач и нејзино загревање, четвртата фаза се однесува на обликување на кошулката и потопување на подвижното забно трупче преку размекнатата фолија, ладење и сечење на пластичната фолија 1 мм на демаркационата линија, мерење на дебелината на кошулката и моделирање или формирање на гингивалниот трап со примена на растопен цервикален восок. Самата постапка ќе ја разгледаме преку секоја фаза поединечно.
Во првата фаза или подготовка на приборот за работа да видиме што се ни е потребно доколку решиме да изработиме кошулка со примена на техника на развлекување на адапта фолија. Најпрво ни е потребен работен модел со подвижно забно трупче. Зошто со подвижно забно трупче? Затоа што забното трупче мора да го вметнеме преку фолијата во садот со пластелин, за да може да се адаптира фолијата врз забното трупче и да ја добие посакуваната форма на испрепарираното забно трупче. Тоа значи дека работен модел со подвижни забни трупчиња ни е задолжителен. Потоа комплетот адапта, во кој што рековме дека имаме тенка и дебела фолија. Тенката фолија ја користиме само тогаш кога забното трупче не е премачкано со дистанционен лак. Во нашиот случај ние веќе имаме нанесено дистанционен лак, што значи дека меѓупросторот за цементниот слој веќе сме го обезбедиле. Во нашиот случај ќе примениме само дебела фолија од 0,6 мм. Потребни ни се ножички со повиени краци, ноже за моделација, извор на топлина, цервикален восок, држач за фолија, односно штипалка, сад со пластелин и секако мерач за дебелината на коронките. И да не го заборавим изолационото средство, најчесто користиме изифилм кој што има улога на изолатор помеѓу гипс и восок. Така да овие неколку работи се неопходен прибор за работа доколку сакаме да го користиме овој метод или техника на изработка на кошулка. Во втората фаза велиме подготовка на забното трупче. Дефиниравме дека мора да имаме работен модел со подвижни забни трупчиња. Првата работа што треба да ја направиме е одвојување на подвижното трупче од пластичната сокла. Подвижното работно трупче се изолира со изолационо средство за одвојување на гипс од восок. Најчесто рековме дека користиме изифилм. Она што е забележително на нашиот цртеж, односно на нашата фотографија, е тоа што ние веќе имаме нанесено дистанционен лак, што значи дека сме го обезбедиле веќе меѓу просторот. Поставување на пластичната фолија во држачот и нејзино загревање. Фолијата се поставува во држачот. Држачот се поставува високо над пламен на некои си десетина сантиметри растојание. Се изведуваат кружни движења над пламенот и фолијата рамномерно се загрева. Во зависност од тоа каков тип на фолија ќе користиме, рековме дека загревањето ќе оди различно. Доколку фолијата е матна, тогаш таа се загрева, затоа велиме се загрева или до висок или до матен сјај, во зависност од тоа дали е таа матна или е прозирна. Доколку ја држиме фолијата заедно со држачот ниско или блиску до изворот на топлина, при тоа не правиме кружни движења, тоа значи дека фолијата директно ја изложуваме на изворот на топлина, постои можност таа да се прегре, да се истопи или изгори и тогаш ни е апсолутно непотребна. Таа фолија не може да се користи за изработка на кошулка со пластична фолија или адапта систем. Еве како изгледа техниката на поставување на држачот со фолијата врз пламенот и нејзино загревање. Загревање на фолијата до постигање на висок или матен сјај во зависност од видот на фолијата. Овде веќе имаме рамномерно загреана фолија до висок сјај, која што е подготвена врз неа да се вметне подвижното забно трупче. Во четвртата фаза велиме обликување на кошулката со потопување на забното трупче преку размекнатата фолија во сад од пластелин. Загреаната фолија се поставува врз садот со пластелин. Трупчето се придржува за коренското продолжение или пак за металното колче, зависи каков систем на подвижни работни трупчиња сме примениле. Под притисок со прстите од едната страна и пластелинот од другата страна го придржуваме, се вметнува забното трупче преку фолијата во пластелинот. Се чекаат некои десетина секунди за да фолијата се олади, се врати повторно во пластична состојба и да сме сигурни дека нема да настане деформација на кошулката при извлекување на забното трупче. Дури отпосле го отстрануваме забното, ја вадиме практично фолијата заедно со забното трупче од пластелинот. Ова е веќе следната фаза во која што ќе треба да направиме сечење на пластичната фолија 1 мм над демаркационата линија. Ќе објасниме и зошто е тоа така.
Ова е адаптирана фолија врз забното трупче, каде што точно може да забележите до каде се наоѓа дистанциониот лак, каде е демаркационата линија и дека имаме еден слободен простор помеѓу дистанциониот лак и демаркационата линија. Адаптафолијата ќе треба да исечеме до линијата на поставениот дистанционен лак. Оваа зона од 1 до 2 мм ќе треба да остане слободна, во која што подоцна со помош на цервикален восок ќе ја измоделираме демаркационата граница или гингивелниот трап на идната коронка. Како се отстранува од вишокот од фолијата? Се прават засеци, најчесто 3 засеци, кои што во суштина одат некаде до демаркационата линија, тргнуваат од периферијата и одат некаде до демаркационата линија. Ја издвојуваме фолијата од забното трупче, се забележуваат засеците и со помош на ножички со повиени краци одсекуваме се што е одвишок, значи сечеме се до тие 1 мм над демаркационата линија. Овој простор од 1 мм ни е потребен за да го адаптираме гингивалниот трап со помош на цервикален восок. Затоа велиме дека фолијата сечеме 1 до 2 мм над демаркационата линија, бидејќи никогаш не може прецизно да се исече токму во нејзино ниво. Потоа забното трупче повторно се изолира со истото изолационо средство. На делот од забното трупче до демаркационата линија кој не е покриен со пластична кошулка, накапуваме растопен цервикален восок. За сечење на фолијата препорачуваме само користење на ножички со повиени краци, а не примена и на ноже за моделација кој што е загреано, бидејќи на тој начин се деформира и се развлекува коронката. Во следната фаза веќе имаме мерење на дебелината на кошулката, вака е готова кошулката од адаптафолија, означена е границата на каде што е исечена и сега користиме мерач за дебелина. Мерачот за дебелина има два краци на едниот крај по кој што се вметнува површината која што сакаме да ја мериме и на спротивната страна се обезбедени димензиите за да може да прочитаме колкава дебелина имаме. Дебелата фолија пред поставување над пламен и пред нејзино развлекување е 0,6, но со загревање и извлекување се намалува дебелината на фолијата, па така да еве овде во нашиот случај дебелината по развлекувањето изнесува 0,4 мм. Во следната фаза го моделираме гингивалниот трап. Ни е потребен извор на топлина, цервикален восок, ноже за восок. Поставена е кошулката на изолирано забно трупче со помош на цервикален восок, тоа е растопен цервикален восок, во пределот на демаркационата линија го формираме гингивалниот рап. Вака изгледа комплетно изработена кошулка од пластична фолија со измоделиран гингивален рап со цервикален восок. Готова измоделирана кошулка поставена на забното трупче и на самиот модел. Овој дел овде е самата пластична фолија, а овој дел е гингивалниот трап измоделиран од цервикален восок. Зошто цервикален восок? Тој податок ни е веќе познат, но ајде да го повториме. Тој не покажува внатрешен напон и контракција и на тој начин со негова употреба се овозможува прецизно налегнување на вештачката забна коронка во пределот на демаркационата линија и на тој начин обезбедуваме прецизно рабно затварање во фазата на цементирање на готовата коронка. На крај ви следуваат прашања за евалуација или рефлексија преку кои што може да се провериме колку сме разбрале од денешната наставна единица. Воедно имате и видео во кое што може се она што ние теоретски го образложувавме денес да го видите и практично. Ви благодарам на вниманието. Изработката на едноделно леаните коронки започнува со моделирање на кошулка. За изработка на кошулка се користат неколку методи. Еден од методите е методот со извлекување, односно адаптација на пластична фолија на работно трупче, така наречен адапта метод или адапта систем. За изработка на кошулка со извлекување со пластична фолија потребен ни е адапта комплект кој се состои од адапта фолии, држач или кружна штипалка која што служи за држење на пластичната фолија при загревањето
и нанесувањето над пластелинот, значи држач за адаптафолија, и калап со пластелин или молдин кој служи за обликување на пластичната кошулка преку задното трупче. Покрај адапта системот потребен ни е уште и лак за меѓупростор, односно дистанционен лак, средство за изолација, шпиртна ламба, ножичка за сечење на адаптафолија, ножа за моделација во восок и специјален мерач за мерење на восок. Значи, најпрво на подвижното работно трупче, значи овде ќе имаме модел направен во модел 3 систем. Значи го вадиме подвижното работно трупче од моделот. Трупчето веќе ни е израдирано, ја контролираме границата на препарација, односно демаркационата линија. И најпрво на трупчето нанесуваме лак за меѓупростор или дистанс лак, кој што ни е потребен за простор за материјалот за цементирање на корунката, а исто така со него може да се коригираат и нерамнини со несоодветна препарација на завод. Дебелината на слојот на лакот за меѓупростор или дистанс лак треба да изнесува околу 0,25 мм, што одговара на 2 до 3 слоја на лак во зависност од густината на лакот. Значи, дистанс лакот се нанесува 1 до 2 мм над границата на препарација, односно демаркационата линија. Значи го нанесуваме првиот слој на лакот. Чекаме неколку секунди да се засуши. Значи кажавме дека лакот за меѓупростор, односно дистанс лакот, се нанесува 1 до 2 мм над линијата на препарација, односно над демаркационата линија. Нанесуваме уште еден слој на лак. И откако сме го нанеле лакот, го оставаме да се исуши неколку секунди. Значи, откако добро ќе се исуши дистанс лакот, пристапуваме кон изработка на пластичната кошулка. Подвижното работно трупче го изолираме со средство за изолација, изифил, за да може кошулката по нанесувањето на цервикалниот восок лесно да се извади од трупчето. Откако го изолиравме, пристапуваме кон изработка на кошулката. Значи, адаптафолијата со дебелина од 0,6 мм се поставува во кружната штипалка, односно во држачот за адаптафолија. А потоа се става некои 10 см над пламен, постепено со кружни движења да се размекне фолијата.